која е вашата прва асоциација кога ќе се спомене Скопје? Па прва асоциација е нешто што не е сталожено. Тоест обратно би било нешто динамично, нешто многу променливо, може да се рече дури во негативна смисла, толку променливо што не може да фати корен, што би рекле. Така што ако треба да се најде некоја метафора, тоа би било проточно место, место кое што постојано се менува. Духот на градот во тој контекст дали се менува со времето, паралелно како што се менува времето, или пак не, или и тоа некако дестабилизирано, и дали се разликува тој дух на градот од пред 10, од пред 15, од пред 20 години на Скопје и сега? Па може да се гледа на ова прашање краткорочно и долгорочно. Краткорочно може да би се менува и тоа многу се менува, но тоа е на ситно, што би рекле. Така што секоја генерација, секој политички систем создава некаков амбиент, некаков дух кој представува интеракција меѓу духот на самиот град и духот на граѓаните. Тие си партиципираат еден со друг. Градот држи некој свој дух, го пренесува на своите жители, но исто така и тие партиципираат во неговиот дух. Така што тоа е една многу интересна исто состојба, која што е исто динамична, особено ако се гледа историски. Значи, ако не се гледа само во распон од една генерација, туку археолошки, да речем, но тогаш се појавува и една работа која се повторува, а тоа е пак она што преска го кажам, динамично. Значи, ако може да се рече дека да се побара и некаков заеднички коефициент на духот на градот, заедно со неговите граѓани, а гледано историски, повторно може да се каже дека тоа е духот на динамичност, духот на, може да се рече, неконзервативноста, ама пак во некоја, може би, во негативна смисла. Значи, нешто што не успева да дозрее, па недозреано се менува, па потоа постојано во некој нов код почнува да расте, па пак не дозреува, па пак одново, значи, може се рече една сизифовска метафора. Два чекори напред, еден назад или обратно, еден чекор напред, два назад. Значи некоја, може се рече, една динамичност, може би нестабилност. Во тој контекст, кои би биле метафорите или символите на Скопје? Па јас би рекол дури дека самото Скопје повеќе е символ отколку што е град. Или може да се рече град символ. При тоа помислувам на тоа дали градовите се функционални нешта, или некакви апарати за остварување на некоја функција, или се символи. И тоа е навистина едно сериозно прашање и за во однос на други градови, но може да се рече дека во некои други градови може би функционалноста е поважна. И тие градови буквално функционираат, еволуираат во контекст на потребите на тој град. Прво, секој град има своја позиција. Например, град на Приморје, пристанишен град, град Крстопат, град, не знам, воено-стратешки центар. И судбината на градот на некој начин ја остварува функцијата на топосот, на местото во кое тој град се наоѓа. Во тој случај, малку не се вклопува ни Скопје, бидејќи Скопје, дури и ова што денеска ни се случува, на некој начин ја повлекува повторно таа идеја дека Скопје не е функционален град. Скопје не е град кој задоволува одредени стратегиски големи функции. Многу повеќе мене ми личи дека е тоа град символ. Град кој што некому му служи, пак значи функција има, ама тоа не е некоја утилитарна функција, тој служи за символички потреби. Буквално да означува нешто, да мотивира нешто друго, да пак град метафора. И затоа ми се чини дека токму поради таа причина тој е толку динамичен, затоа што се наоѓа на простор кој што е динамичен, простор кој секој 50 години од едни раце во други влегува, значи само собственост во нечии раце, при тоа не мислам само на владетели, туку и на идеи. Например, град на комунизмот, град на христијанството, град на, не знам, тоталитаризмот, ако сакате. Тој токму таа функција ја остварува и поради тоа фигурира како символ. Луѓето го користат како знак за свое препознавање, за наметнување на некоја идеја и така.
колку политичките одлуки, односно политичката волја или политиката го обликувала Скопје, веројатно го обликувала како и сите други градови на светот, но баш за Скопје, што е карактеристично? Па нема сега апстрактно да зборувам, ќе дадеме некои примери. Еве, помина, да речеме, ако ги анулираме овие 10 години од 21 век, можеме да зборуваме за 100 години. Што се случило? За 100 години Скопје го промени од корен 4 пати својот основен концепт, својата основна урбана структура, својот стил, својот профил на препознавање. Значи, почетокот на векот, тоа е еден типичен ориентален град. Потоа, до Втората светска војна е еден, да речам, град кој со тенденција да личи на еден европски град, со некаков задоцнет барок, некаков задоцнет класицизам, во некоја балканска варијанта. Потоа, тоа е град на раниот социјализам, значи 5 пати, не 4 пати, 5 пати. Значи тоа е град скромен, функционален, град на работничката класа. Потоа, после земјотресот, тоа е еден авангарден, хероистички град на авангардната светска архитектура. И денеска не треба ни да го дефинираме. Односно, ќе дојде време, па ќе го издефинираме, бидејќи е прерано. Град на една многу чудна ретроактивна архитектура. Ретроархитектура. Значи можеме не 4-5 пати го промени, само за 100 години. Па може ли таква една паралела да се направи, или ако говориме за таа 1963 и за 2014? Што може да се најде меѓу тие две години историски важни за Скопје? Па тоа е смрт и повторно раѓање, ама не континуитет, него од нула. Тотална смрт и, не може се рече, воскреснување, реинкарнација, може се рече. Значи, екс нихило, од нула, градење повторно. Денеска многу често се прават паралели меѓу овие две дати, дури на некој начин едната се смета за позитивна, онаа првата, после земјотресот, за на место, за авангардна, за прогресивна, другата се смета за апсолутно негативна, нели ретроактивна и така натаму. Јас не би ги квалификувал во таа смисла. Во некоја друга прилика и сум го правил тоа и повторно ќе го правам. Во овој случај би ги побрал заедничките моменти. А тоа е во обата случаи, тоа е град кој што се формира не врз основа на неговите на неговата градска база, базата на граѓаните, значи не од доздола нагоре, преку иницијативата на луѓето што живеат во него, преку нивните желби, преку нивниот дух кој од приземјето, нели, оди нагоре и го гради градот спонтано како организам, туку тоа е градење одгоре надолу. Врз основа на нечии идеи на некои кои не се жители на тој град. Идеи кои не се земски, кои се небески, концепции некакви, теоретски или не знам какви. Ако сакате, првиот е концептот на некоја авангарда на светската архитектура, многу прогресивна, дури самата по себе, концепт сам по себе, кој во служба на едно општество социјалистичко, да речам, до одреден степен тоталитарно, значи, таа идеја наоѓа подлога во таа општествена структура за да се пројави низ сликата на еден идеален град, кој е град на архитектонската теорија, ако сакате, во која никој не прашува дали на луѓето им е убаво во тие згради. Истата ситуација имаме и сега. Некој кој што може би е граѓанин на Скопје, а може би не. Може би само живее во Скопје. Може би не го носи духот на Скопје. Создава една нова концепција за град, при тоа го урнисува, го негира апсолутно сето што претходно било, како што и претходниот град го уништи претходниот, оној пред него. Значи, сосема од ново гради. Како што земјотресот го уништи оној претходниот град. Да, но и урбанистите на новото Скопје не внимаваа многу на претходната структура на градот. Добро, сакаа да создадат сосема нов град. Тоа е тоа, поентата е во тоа. Значи, не почитувајќи го тоа, бидејќи е
бидејќи малограѓанско, невредно, истото и овие градители го мислат. Негирајќи го тоа што било претходно, прават повторно. Значи сепак не можеме да го споредиме Кензо Тангел со Валентина Стапанова. Апсолутно, апсолутно. Затоа и велам, не сакам да ги мерам, јас само концепциите ги барам. И лично не мислам така, и веројатно историјата ќе покаже дека не е така. Значи, разликата се разбира, постои, но оној импулсот, само тој го коментира. Импулсот е тој. Значи, ова што јас го правам е многу поважно од тоа што претходно било. И сите тоа го мислеле. И оние што го граделе европското Скопје после Првата светска војна, го негирале ориенталниот град, и оние што во социјалистичкиот период ги занемарувале старите убави градски куќи, и оние од 63-та година. Значи, како концепција само говорам. Дали тоа значи, ова вие еднаш напишавте дека Скопје е град символ, што? Дали тоа значи тоа, дека е град символ, а не е град што ги задоволуваат потребите на граѓаните? Така му доаѓа. Така му доаѓа. Значи, замислете, тоа е како да живеете во куќа, да си ја изградите куќата, ама не по ваша волја, за да ги задоволите своите внатрешни потреби, туку за да пукнат комшиите. А кај нас постоја такви потреби. Ке направи палата од 7 спрата, во која има соби, сите ќе ги наполни со намештај, ќе кани гости да му доаѓаат и да се фали колкави се, колку потрошил пари, и од надвор ќе ги гледа луѓето низ улица како се диват гледајќи ја фасадата, а самиот ќе живе во она што ние го велиме летна кујна, во едно баракче во дворот со ќумбенци. На некој начин тоа е таа некоја контрадикција на овој град. Но, знаете, од друга страна па граѓаните се прилагодуваат на градот. Значи, тоа е всушност, градот се живее самиот за себе. Сакате во него да живеете, прилагодете му се на градот и имаше сега деновива една репортажа во Шпигел, германскиот весник, и меѓу другото што беше кажано и тоа дека неверојатно и се драги коњите на оваа власт, бидејќи само во центарот на Скопје има најмалку 7 коњаници. Што значи тоа? Ве прашувам затоа што ја напишавте она интересен есеј, она интересно издание за Скопје 2014. Па од тој ваш аспект можете ли да проговорите за тоа? Па не се 7. Повеќе се 17 веројатно. Оти прво јас кога ја пишав книгата беа 5-6. Во меѓувреме знам сигурно уште 3-4 има. Така што навистина е некоја, ако можеме пак на ниво на символи да зборуваме, е навистина индикативно. Сега дури ако го имало во грбот на Скопје, го нема кој, ако сакате. Така. Во секој случај е интересно, мислам, дефинитивно покажува нешто. Можеби ние ќе бидеме попаметни или нашите внуци ќе бидат попаметни да судат за тоа како символ, но мислам дека одразува некаква потреба. Не можеби на граѓаните на Скопје, туку на оние што го градат Скопје. Мислам дека тоа е тој однос на моќ, однос на изразување на моќ, комплекс од немање моќ и комплекс од јавање, односно владење со коњот, контрола на масата. Коњот е масата, силата, моќта, може да биде народот, може да биде градот, може да биде државата. Во секој случај тоа е некоја подсвесна потреба некого да го фатиш за узди и да го вртиш кај сакаш. И бидејќи е хипер присутно, тоа е веројатно некоја, да речем, патолошка форма. Значи, преголема обседнатост од тоа. Оти секаде во светот има коњаници, во секој град има коњаници, ама се еден на плоштад или во еден кварт еден може да има, и тоа е целата поента. Ова е некоја дисперзија на волјата за моќ. Ако се поиграме сега малку футуризам, каква би била визијата, што мислите сега во две насоки? Вие како би сакале да изгледа Скопје за, да речем, следните 50 години? И како мислите дека навистина во реалноста ќе се развива? Ако има Господ и ако го прашате, веројатно нема. Мислам,
Затоа што на вистина не може да се предвиди. Мене да ме прашавте пред 20 години, на крај памет немаше да ми дури ни во сон немаше да ми да помислам дека Скопје така ќе изгледа. Сепак јас не се сметам за некој незналица кој нема никаква врска со историјата и јас знам историјата на градот. На некој начин ги знам и граѓаните. Не би предпоставил никогаш. Така што мислам мојот одговор е поим немам, ама можам да се поигрувам. Бидејќи баш можеби во најглупата верзија и ќе погадам. Така, бидејќи логика нема во разлика. Јас лично размислувам доколку 100% се промени некаква политичка ситуација во Скопје и окружувањето, дали тоа ќе значи и анулирање на себе ова што е изградено? Не сум сигурен. Мислам дека нема да се сруши. Особено уште ако постои 2-3 години, веќе, знаете, градите си имаат една чудна судбина или една чудна моќ да ги засакуваме такви какви што се и градовите. Било каде во светот да е вака, да се случи ова, овие згради ќе останат. Бидејќи постои некоја инерција во тоа. Ако тргнеме и од нашите внатрешни простори во кои живееме, некој ќе ви подари некоја одвратна слика и ќе ја ставите 3 месеци да стои затоа што вие срам дека ќе доаѓа. Потоа нема да ја тргнете, бидејќи ќе се навикнете на неја и ќе стане дел од вашиот живот. Односно нема ни да забележувате дека не ви се допаѓа или дека е грда. Вие ќе се промените поради сликата. Мислам дека тоа ќе се случи со Скопје. Ако нешто драстично не се случи, односно ако не дојдат некои нови револуционери во најскоро време, мислам дека овие згради ќе си легнат на своето место, луѓето ќе ги абсорбираат во својот дух, или нема да ги забележуваат, или ќе го најдат најубавото нешто во неја, ако воопшто го има, ако го нема ќе го создадат, ќе го измислат убавото и ќе си продолжи градот да си тече. Освен ако, велам, не се случи некоја голема промена, тоа би било она што би можело да биде. Да. Чие дека не проговоривме малку повеќе за вашиот личен однос кон Скопје. За она што ви недостига во Скопје, за она како го гледате вие лично. Па јас се уште се немам прилагодено. Го кажувам ова, верувам дека луѓето тоа ќе се случи во луѓето тоа, но јас не можам да се прилагодам, еве додека доаѓав тука, поминував низ некои простори, едноставно жал ми е. Жал ми е за оформените, определените простори кои веќе имаа свој живот. Дури чаршијата во која се наоѓаме, овој простор веднаш до овој објект, со тие нови дуќанчиња, изградени во стар стил, кои имаа некаква своја ритмика, волумен. Сега ова што го гледам, мислам дека на ниеден начин исто така не се толкова чаршија. Така што можам да кажам дека јас се уште не се прилагодувам, но се надевам дека постепено, наскоро, ќе го абсорбирам овој град во себе. Благодарам многу.